Градскиот воз кој од 1 септември ќе сообраќа низ Скопје, за граѓаните ќе значи помалку чекање и побрзо стигнување на посакуваната дестинација. Скопјани задоволни велат конечно ќе се стави ред во јавниот превоз, ќе им се скратат нервозите по гужвите низ скопските улици, ќе стигнуваат побрзо на работа, на училиште, на лекар. Задоволни очекуваат и другата страна на метрополата да се поврзе со воз. Секако ќе го подобри затоа што тој дел на Скопје гравитира доста населби, нема да се чека толку на автобуски станици, луѓето ќе одат побрзо до своите работни места. Учениците до школа и така натаму. Студентите до факултетите. Секако дека ќе се подобри. Само воз може да го подобри сообраќајот, друго ништо. Ни да го загади ништо, само возот. Би требало. Луѓе како ќе тргнат, знаат кога ќе стасат. Моето мислење е дека ќе се подобри, затоа што до сега луѓето се навикнати вака на градски, на соколи, сега ќе користат воз, само ќе те помине малце време подолго. Промените за подобрување и олеснување на секојдневието на граѓаните не завршуваат тук. Од вкупно 100 наменети нови електрични автобуси, ЈСП Скопје до крајот на годинава ќе ги добие првите 30. Граѓаните очекуваат ова да значи не само помодерен превоз, туку и почист воздух во градот. Денеска се електромобилите у мода, да кажеме, така ли? Да. Тоа е добро и за природа и за све. Нема да има загадување. Би требало да ја влијае позитивно. Па убава прилика е тоа, да се подобри возниот парк на град Скопје. И се надевам ќе успее. Вице-премиерот Александар Николовски изјави дека до 21 август треба да има технички прием на трасата која ќе ги поврзе Зелениково преку Драчево со Лисиче, аеродром, Киселавода и железничката станица. Ке се стават во функција најновите купени возови со најмалку 3 гарнитури, 2 електрични и 1 дизел. При утврдување на возниот ред, надлежните ќе ги земат предвид потребите на средношколците и студентите. Дополнително и новите градски автобуси ќе придонесат за подобар јавен градски превоз. Тендерот за набавка на 150 електрични автобуси е завршен, етапно во Скопје треба да пристигнат 100 автобуси, а 50 за другите градови во земјава.